Добар ден, драги ученици! Јас сум Стефани Видевска, професор по македонски јазик и литература при Средното општинско училиште Гимназија Мирча Ацев Прилеп. Овој пат се дружиме со македонскиот јазик и литература за втора година, односно темата развој на македонскиот јазик, а ова е втората наставна единица од оваа тема или македонскиот јазик од 14 до 18 век. За да ја освоиме оваа наставна единица, ние претходно се подсетуваме на развојот на македонскиот јазик, првите словенски писатели и литературните дела на црковнословенски. Во овој период немаме се уште развој конкретно на македонскиот јазик, имаме развој на словенскиот јазик, кој што се одвива и на тлото на Македонија. Потоа првите словенски писатели се, ако можеме препишувачите да ги земеме во предвид, тога би биле Кирил и Методи, а потоа вистинските први словенски писатели се Климент Наум, барем за Македонија, бидејќи тргнале по чекорите на своите учители и при тоа ги создале првите вистински словенски дела, односно првата словенска литература во која што изразиле својата естетика. Кои се литературните дела на црковнословенски, доволно тука да ги спомниме делото Панонски легенди. Понатаму, го имаме историскиот развој на македонскиот јазик. Овој период се дели на два подпериоди, едниот е старомакедонски, а следниот е новомакедонски. Прво одиме на старомакедонскиот период, кој што се развивал од 9 до 18 век. Значи, тоа се карактеризира со неколку позначајни факти и периоди, како што е употребата на старословенски јазик, тоа од 9 до 11 век, употребата на црковнословенски од 12 до 18 век, научно следење на развојот на македонскиот јазик од 12 до 18 век. Значи, тука веќе имаме факти и докази кои што потврдуваат како се развива македонскиот јазик. Тие се од 12 до 18 век и македонската варијанта на црковнословенскиот јазик, која што почнала токму во 12 век, а се развивала до 13, односно 14 век. Овде, употребата на старословенски јазик, тоа е употребата на глаголско писмо, употребата на црковнословенски јазик, тоа е употребата на кирилско писмо. Одиме со новомакедонскиот период, кој се развива од 19 век до денес. Значи, со формувањето или зацврстувањето на македонскиот јазик, почнуваме многу порано од 19 век. Тоа е токму во 14 и трае до 18 век, каде што за прв пат се јавени некакви примеси на современ тип на македонски јазик. Современ тип на македонски јазик во скоро сите македонски говори, тоа е веќе отфрлањето на старословенскиот јазик и прифаќање на еден нов македонски јазик, односно тоа сепак е конкретен јазик кој што се употребува во Македонија. Понатаму имаме зацврстување на македонската јазична практика, добра основа за формирање на современ македонски јазик. Значи, цел овој период, бавното развивање на македонскиот јазик дал добра основа за формирање на современ македонски јазик, а тоа формирање се случувало од 16 до 18 век. Оформување и зацврстување на македонскиот јазик. Значи, прво се случиле промени во изговор. Тука имаме упростување на вокалниот систем. Ако вокалниот систем во старословенскиот јазик изнесувал 11 вокали или 11 самогласки, во македонскиот јазик имаме 5 вокали А, Е, И, О, У. Зацврстување на однос по звучност на согласките. Ова правило го учевте лани во правопис. Значи, тука што ни кажува? Зацврстување на односот по звучност. Значи, ако две согласки дојдат во непосреден допир, се едначат според втората согласка, односно ако е втората беззвучна и првата се прави беззвучна, ако е втората звучна и првата се прави звучна, со одреден степен на отстапување и наложување на трето сложен акцент, карактеристичен за македонскиот јазик. Промени во граматиката, значи,
преовладувале балканизмите и замена на начинот на искажување на односи. Значи, со тоа кажуваме дека во македонскиот јазик се изоставени падежните форми и, како што кажавме во претходната наставна единица, имаме предлог плюс именски збор на човекот. Потоа имаме промени во зборобразувањето, речникот, фразеологијата. Имаме засилена употреба на продуктивни зборообразувачки модели, карактеристични за народниот македонски јазик, а не како што претходно биле карактеристични за старословенскиот јазик, и употреба на зборови и фразеологизми од заедничката балканска лексика и фразеологија. Ова е активност за вас. Треба да напишете 10 прашања од оваа наставна единица и истите да ги испратите на ваш соученик, кој што во дневникот е еден број пред вас. Значи, број 1 испраќа на број 2 и така до крајниот број, а последниот број испраќа прашањата кај број 1. Секој ученик треба да ја одговори на испратените прашања и да ги испрати кај својот професор. Цитат за денес е: јазикот е наша татковина. Јазикот е наша татковина. Блаже Коневски. Имајте убав ден.